најпрви би сакал да изразам сочувство на семејството на настраданите во страхотниот пожар кој се случи во дискотеката во Кочани. Сакам да изразам во овој момент и посакувам брз опоравок на повредените, да се вратат со семејствата. Една трагедија, како што не памтиме во поновата историја, го зафати Кочани, меѓутоа и целата држава. Се чувствува и во Куманово, и учениците се, и наставниците, и сите ние сме длабоко трогнати со овој настан, и училиштата веќе на наставата си тече редовно, меѓутоа некако имам чувство дека секогаш најпрво треба да се случи некоја трагедија или нешто да се случи за да се подоцна делува, дали со задоснување, не знам, меѓутоа како да ја изоставаме превенцијата или не ја земаме сериозно. Па дали се однесува тоа за булингот, дали се однесува за други некои работи или кои се дел од секојдневниот живот, меѓутоа како што гледате се случи оваа трагедија во која треба, мислам дека да ги отвори очи на сите. Нас, бидејќи видите таму настрадаа невини жртви, меѓу кои ученици, студенти, а потоа имаме и наши сограѓани, така да еден немил настан од кој не само поука, туку веќе конкретно треба нешто да се преземе. Училиштата работат со учениците, поддршка од страна на стручните служби, училиштата согласно известувањето кој го добивме од МОН, а добивме и насоки од ЗЕЛС, сите оние културни манифестации се одложени на територија на општина Куманово. Училиштата засадија дрвца, го одбележаа символично денот на пролета, некако другите години, како што знаете, тоа го прославувавме и го одбележувавме денот на пролета, меѓутоа наставата мора да се тече. Училиштата се контролирани и предходно, со нив, значи одговорноста или со менаџерите на училиштата, директорите се тие кои се одговорни за училиштата. Ние по ова одржавме митен состанок со директорите, констатиравме веќе пред Министерството да даде насоки, ние веќе собравме податоци кои ќе бидат доставени и до Министерството и до страна и до ЗЕЛС. Како што посочи председателот на ЗЕЛС, основните услови училиштата согласно Законот за заштита и спасување ги запазуваат, така да останува понатаму да продолжат да ги имплементираат тие мерки кои се задолжителни. Паралелно на тоа е направен и вонреден инспекцијски надзор, во кој, како што реков, констатирано дека основните општински училишта и средни училишта на територија на општина Куманово ги исполнуваат оние минимални услови. Секој училиште има донесено правилник за заштита од пожари и експлозии, потоа правилник за елементарни непогоди, потоа училиштата имаат интерни акти како акционен план за евакуација, веќе во текст и симулација на вежби за евакуација кои училиштата ги спроведуваат заедно во соработка со СВР Куманово одсек за превенција. Инаку бевме сведоци да пред месец дена имаше се воспостави лажна пријава за бомба во поголем дел на основните училишта, така да веќе не име ова непознато на училиштето, учениците го знаат ова, меѓутоа оваа вежба треба да се применува. Потоа училиштата имаат интерен акт за заштита на учениците и вработените, противпожарни апарати има во училиштата и обучени наставници, тоест не наставници, вработени за истите. Не сите училишта имаат хидрански мрежи, се извинувам, во училиштата. Меѓутоа проблем е од технички аспект, затоа што и секој училиште нема услови за да се биде инсталирано. Меѓутоа, согласно оние услови, исправноста на истите, тоест за исправноста на истите, дали се тоа ПП апарати, дали хидранската мрежа, од се надлежни лиценцирани фирми, кои тоа ги одржуваат, а училиштата се строго контролирани за нив од страна на државниот инспекторат преку интегралниот увид во кој се склопува и записник за тој интегрален увид, така да училиштата во тој сегмент се опремени. Паралелно на тоа, уште во 2021 година издадено и второ издание од страна на Министерството за образование и наука и УСАИД за упатство и прирачник за одржување на училишните објекти, така да она што беше пријава за бомби само
дојде како еден мотив да одржуваат училиштата редовно симулација на вежби и да се надеваме дека не би требало да дојде до некаква ситуација за да бидат неподготвени, така да се она што недостасува ќе биде доставено од аспект на хидранските мрежи, ќе биде доставено до нас и ќе реагираме согласно надлежностите да бидат обезбедени пред се согласно техничките услови со кои располагаат училиштата. Активни се и стручните служби. Трагедија од која што не сме директно поврзани, меѓутоа индиректно влијае на сите, иако не е во нашиот град. Располагаме ли со доволен број на психолози, педагози, како? По секој училиште на територија на општина Куманово има стручни служби. Стручните служби, како што реков, веќе работат со учениците. Би се сложил со вас делумно, затоа што таа трагедија што беше во Кочани можеше да биде и друг град. Така да сите сме трогнати, и учениците кои одадоа, и самите бевте сведоци на градскиот плоштад, одадоа почит на загинатите другарчиња, починатите другарчиња, така да сите сме трогнати со овој настан, а стручните служби им даваат подршка на учениците и како што реков, наставата си тече, настава ќе си продолжи да тече, ова треба да биде веќе не прва, него трета поука на сите дека треба да се внимава, така треба да внимаваат и учениците, иако овој настане надвор од училиштата, меѓутоа треба да се внимава и да бидеме предпазливи и да дадеме акцент на превентивата. Сега ќе се навратам, многу работилници се реализира за врсничко наследство буни, меѓутоа сметам како да истиот да се повеќе се зголемува, така да и учениците, и родителите, и сите ние треба да сочиниме една алка која треба да продолжи да функционира, бидејќи еден дел од таа алка да е исклучен, таа алка веќе не е поврзана и веќе имаме проблем. Така да сметам дека со настава си продолжуваме, како што реков, културните наставни училиштата ги пролонгираат, така да со редовна настава си продолжуваат и веќе сметам дека пополека треба да се враќаме во нашиот, значи, редовен живот и реализација на воспитно-образовен процес.